Сигурно сте ги виделе на плоштади, паркинзи, пешачки патеки, а и во контейнери и на социјалните мрежи. Но знаете ли како се користат електричните тротинети? Новиот јавен транспорт во Скопје. Треба да одам до 3 бисери. Со што да такси или автобус? Што мислиш? Зошто не одиш со тротинетите што се изнајмуваат? Бин-бин. Аха, и како функционира тоа? Мислам дека има апликација, да си имаш апликацијата и преку неа изнајмуваш тротинети. Бин-бин, Скопје има една и бин-бин. Прво потребен ви е паметен мобилен телефон на кој инсталирате бесплатната апликација Бин-бин. Таму оставате лични податоци од кредитната картичка. Поточно, префрлате пари на виртуелниот паричник во апликацијата. Возењето чини 9 денари за минута, но доколку ставите 500 денари добивате 100 денари гратис. Апликацијата не може да ви повлече пари од картичката, туку само од кредитот што самите го ставате во виртуелниот паричник. Откако ќе ги обезбедите парите, барате тротинет. Има и мапа, каде не се тротинети. На апликацијата има мапа на која со сина боја се обележани сите тротинети кои се во близина и се спремни да се користат. Тргнавме кон најблискиот. Но кога стигнавме, тој не беше таму. За среќа, на апликацијата се појави тротинет во близина, од другата страна на булеварот. Кога стигнавме, до него беше патник кој се обидуваше да го прекине возењето во апликацијата, а со тоа и тарифирањето, но софтверот не ги слушаше командите. По неколку минути, младиот човек успеа да го стопира возењето, но апликацијата му одзеде пари и за време во кое тој не возеше. Така да. Саш промени шиш до лево. Start. Аха, ево тали не скенирал. Да скенирал. Што супер, ама позиционирање по какви проблеми? Ние си ја пробавме среќата со истиот тротинет кој беше проблематичен за претходниот корисник. Пред да се започне секое возење, потребно е да се притисне старт на апликацијата. Потоа се скенира баркодот кој е поставен на самиот тротинет. Времето почнува да тече. Тротинетите треба да се возат како велосипеди. Нашето прво тест возење беше во дел на Скопје, каде има велосипедски патеки и доволно широки тротоари, па немавме поголеми пречки во движењето. Но на места каде е тесно треба да се внимава бидејќи на ист простор се среќаваат тротинетите, пешаците и велосипедистите. Ризикот е уште поголем во делови од градот, каде мора да се вози на улица бидејќи нема тротоар. Кругот кој го направивме низ Пајко Маало, околу Адвокатската уличка, беше долг 1,5 километар. Времето потребно прво да се снајдеме, а потоа и да ја извозиме рутата изнесуваше речиси 13 минути, или во пари 117 денари. На пробното возење не се повтори проблемот со апликацијата. Што напред? Што знам, крупше тука свртивме. Океј, малку скупи, ама океј се. Со новостекнатото искуство влеговме во нов тест, да извозиме истовремено иста рута со тротинет и со такси. Крајна дестинација ни беше трговскиот центар во Скопски аеродром 3 бисери, а тестот го направивме околу 14 часот, кога е гужва во сообраќајот во Скопје. Такси ако може од универзитетска библиотека до 3 бисери. Да. Фала ви. Чао. Порага ги ми хвати. Ше колку ти остана? Ше 300 нешто денари? Не, 400. По чекање од речиси 10 минути, таксито пристигна. Време беше за мини трката. Ајде се гледаме. Чекај малце. Ако стигнам пред тебе, ќе те причекам. Добро. А нема да стигнеш, тоа сигурно. Додека едниот од нас чекаше на семафори, другиот имаше слободен пат по велопатека. Од појдовната до финалната точка има околу 2,5 километри.
Прво сепак пристигна таксито, но за кратко време пристигна и тротинетот. Кој стигна пред мене? 3 минути пред тебе. 3 минути. Нема шанс. Колку плати? Идеме сега. Едно возење на оваа рута со електричен тротинет не чинеше 126 денари, додека пак таксито ни зема малку повеќе, 145 денари. Ова покажува дека можеби таксито е малку поскапа опција, но е малку побрза и поудобна. Откако завршивме со возењето, се обидовме повторно да го вклучиме тротинетот, но тука се соочивме со првиот посериозен проблем. Иако времето почна да тече, не можевме да се придвижиме со тротинетот кој остана заклучен. Со секој допир, тротинетот свиреше непрекинато. Кажи дека пуштено е. Парите ни се цедеа од виртуелниот паричник, иако не можевме да мрднеме од место. Им пиша? Значи 2 минути ми зема само тука. Што цело време вика дека ајде уште еднаш. Ова пуштено е. Кога се обидовме да се обратиме до техничката поддршка, забележавме дека менито е само на англиски јазик. Нема опција ниту за македонски, ниту за албански. Иако пишавме, одговор не добивме. Тротинетот остана заклучен, а времето и парите продолжија да се трошат. Не иде. А минутажава таму цепа. И наеднаш, без најава, тротинетот самиот се отклучи. Сега мислам дека работи. Дај. Да, работи. Значи, откако пишав поплага, почнаа работа. Нашето искуство покажа дека возењето со тротинет се исплати доколку нема технички проблеми. И тоа особено за релации каде не се движат автомобили, или пак на подолги релации кога има сообраќаен метеж. Иако и самите не идовме на проблем со апликацијата, а на такво нешто се жалат и други корисници, извршниот директор на компанијата BinBin, Висар Дурак, вели дека овие техникалии се решаваат во од. Имаше такви случаи кај што не може да го ислушат, но автоматски системот кој ќе го идентификува дека тротинетот стои 1 или 2 минути не одјавен, автоматски системот го одјавува. Средствата што се потрошени, да речеме, екстра од тоа од возењето, системот автоматски ги враќа. За жалбите пак дека некогаш тротинетот одбива да вози побрзо од 5 км на час. Дурак објасни дека брзината се ограничува автоматски во места со голема фреквенција на луѓе. На прашањето пак, зошто апликацијата е само на англиски јазик, Дурак одговори дека тоа е само формалност. Секоја порака од корисниците можела да биде на македонски или албански. Тие корисници што претежно имаат некакви проблеми или па имаат некакви прашања, слободно можат да пишат на негов јазник автоматски од хелпдескот, на нив ќе им се врати или пак ќе им се реши проблемот на тој јазик како што е пишан. А иако тротинетите се секојдневна гледка на скопските улици повеќе од еден месец, јавната свест и општествената одговорност се уште се мисловна именка за дел од корисниците. Дурак вели и понатаму регистрираат штети на тротинетите, но се намалуваат. Почетокот беше еуфорија, значи еуфорија, се споделја многу слики од оштетување, од фрлење на вардар, од такви некои појави, но после некое време почна да стигне, но не дека е скроз, значи ова намалена бројката, значи има секојдневно така некои мали оштетувања, но се трудиме тие мали оштетувања да ги надминеме и истите да ги пуштиме во оптек. Покрај во Северна Македонија, BinBin менаџира со електрични тротинети во уште 6 други земји во Европа. Во земјава, вели директорот, по успешниот проект со тротинетите, се планира проширување на бизнисот, односно изнајмување на електрични велосипеди и електрични автомобили. Тротинетите на скопските улици се тука за да останат како релативно поевтина варијанта и новитет во превозот. На граѓаните е да одберат дали ќе ги чуваат, како што доликува на една метропола, или ќе преовлада пристапот. Не е мое, нема зошто да се грижам за него.